вести на програмата на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Советот на општина Неготино денес ја одржа својата 13-та вонредна седница. Извештајот го има колешката Маја Алексовска. Со едноминутно молчење пред почетокот на 13-тата вонредна седница, Советот на општина Неготино им оддаде почит на загинатите полициски службеници кои животот трагично го загубија вчера во Куманово. Веднаш потоа председателот на Советот Јордан Паунов ја образложи итноста за свикување на оваа седница, која се одржеше само една точка, која се однесуваше на предлог заклучокот за усвојување на извештајот за утврдување и проценка на штетите од поплавата во 2015 година во општина Неготино, во селата Војшанци, Курија и Пепелиште, при праќање на документацијата до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и изготвениот извештај од страна на Комисијата за утврдување и проценка на штетите од поплавите, се појавува потреба извештајот да биде усвоен од страна на Советот на општина Неготино. Веднаш потоа членот на Комисијата за утврдување и проценка на штетите настанати од поплавите во општина Неготино Ванчо Петров даде детално образложение за целиот извештај, односно за настанатите штети на згради, инфраструктура, материјални добра и друга опрема на територијата на општина Неготино. Општина Неготино, како за жал и многу други општини во Република Македонија, со поплавите настанати во оваа година 2015 беше погодена и тоа во јануар месец најмногу беше погодено село Војшанци, каде што за жал имаше голема штета и тоа во однос на објектите, се мисли на домовите за живење на граѓаните. Потоа имаше штета во опрема, намештај, апарати, имаше штета на инфраструктурата во селото, кој што општина Неготино направи големи напори да ги санира. Меѓутоа и понатаму обилните врнежи беа интензивни, така да имаше постојано излевање на реките и настана поплави покрај Војшанци во јануар месец, понатаму настана поплави во село Курија од излевањето на реката Лудамара, значи беа оштетени земјоделски површини насади околу реката. Истото се случи и со излевањето на река Вардар во околината на село Пепелиште. Комисијата излезе на лице место на терен и постапуваше по поднесени барања од жителите на општина Неготино, пред се, кој што реков, во Војшанци, кај што имавме многу големи штети. Потоа беше на лице место во село Курија, кај земјоделските површини, исто така беше во село Пепелиште за утврдување на штетите и после нивна проценка. Со 14 гласа за, Советот на општина Неготино ја усвои единствената точка на дневниот ред на 13-тата вонредна седница. Во второто полугодие од минатата година на подрачјето на полициска станица од општа надлежност Кавадарци евидентирани се 23 прекршоци од Законот за јавна чистота и 2 прекршока од Законот за оружје. Деталите ги има Ангел Данов. Во текот на второто полугодие од минатата година полициската станица од општа надлежност Кавадарци има регистрирано 2 прекршока од Законот за оружје, а исто толку барања биле поднесени до надлежните судови. Констатирани се 23 прекршоци или 11 помалку споредено со 2013 година по Законот за јавна чистота. Прекршоците се извршени од 18 полнолетни сторители. Била наплатена една покана за наплата на глоба, а 15 сторители прифатиле извршување на општокорисна работа, односно подпишале записник за општокорисна работа. Овие податоци се содржани во информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за второто полугодие од 2014 година, а која беше на дневен ред на седница на Кавадаречкиот совет. Во извештајниот период биле поднесени 22 барања за поведување на прекршочна постапка по Законот за јавна чистота. Биле констатирани 3 прекршоци од Законот за заштита од пушење и биле издадени 3 покани за наплата на глоба. Овие прекршоци биле извршени од полнолетни граѓани. Биле поднесени и 2 барања за поведување на прекршочна постапка по Законот за заштита од пушење. Колегата Зоран Јаневски од Велес информира црн викенд на патиштата околу градско 11 мина повредени во 2 сообраќајни незгоди. Црн викенд на патиштата околу градско во 2 сообраќајки се повредени 11 мина. Според соопштението на велешката полиција, меѓу повредените има и 4-годишно дете.
Од Велешката болница информираат дека на сите им е укажана лекарска помош, а двајца поради сериозните повреди се задржани на хирушките клиники. Во првата сообраќајка учествувале два автомобила, Citroen C4 и Ford Escort. Citroenот го управувал 30 годишен неготинец, додека зад управувачот во Фордот седал 49 годишен жител на селото Црвени брегови. Несреќата се случила на магистралниот пат Градско Прилеп околу 18 часот. Од засега неутврдени причини, едно од возилата преминало во спротивната лента и директно удрило во автомобилот кој доаѓал од спротивниот правец. Во несреќата двете возила се целосно уништени, а тројца кои се превезувале се повредени. Портпаролот на Велешката болница Силвана Мишкова во телефонски разговор потврди дека на хирушкото одделение се донесени 3 лица. По укажување на лекарска помош сите се пуштени на домашно лекување. Синоќа се случи втората сообраќајка на територијата на општина Градско. Околу 16 часот излета автомобил Мерцедес. Несреќата се случила на патот Велес Градско на така наречениот Шарен мост. Возилото удрило во бетонски столб од мостот и се превртело. Во сообраќајката се повредени сите патници и возачот на Мерцедесот. На хирушкото одделение во Велешката болница се донесени 8 повредени. Портпаролката Мишкова вели дека двајца имале потешки повреди па се задржани на лекување. Едниот се здобил со скршеница на ногата, а другиот имал скршени ребра. Од секторот за внатрешни работи велат дека и на двете сообраќајки по наредба на јавен обвинител е направен увид. Основните училишта од Кавадарци и Росоман го распиша огласот за упис на првачиња во учебната 2015-2016 година. Велат спремни ќе и посакаат добре дојде на новата генерација основци во деветолетка. За упис на првачиња во прво одделение за учебната 2015-2016 година согласно Законот за основно образование, основните училишта од Кавадарци и Росоман веќе го распиша огласот и започнаа со запишување на деца во прво одделение. Во учебната 2015-2016 година ќе се запишуваат деца кои се родени од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2009 година. Исто така во прво одделение може да се запишат и деца родени од 1 јануари 2010 година до 31 јануари 2010 година, но по претходно барање од родителот и добиено мислење од педагогот или психологот на училиштето во кое се запишува детето. За сите основни училишта при запишување на првачињата потребни согласно законот се истите документи: оригинален извод од матична книга на родените, потврда за извршена имунизација од надлежната институција и потврда од јавната здравствена установа, здравствен дом, одделение за детска и превентивна стоматологија. Од основните училишта апелираат да се почитува законот и да не се чека последниот ден од дадениот рок. Оттаму потенцираат дека документите потребно е да се достават до 15 овој месец со цел да се формираат групи за обсервација и непречено да се одвиваат другите фази од уписот. Во секој од училиштата во Кавадарци уписот се врши секој работен ден од 7 до 15 часот, а во истото време уписот го врши и Општинското основно училиште Пере Тошев Росоман, информираат оттаму. Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци за утре организира отворен ден. Хуманоста ќе биде карактеристика, а донацијата ќе се искористи за реновирање на училиштето. Покрај сите релевантни фактори од училиштето ги покануваат за присуство и идните првачиња. Утре Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци организира отворен ден на училиштето со богата програма исполнета со културно-уметнички содржини, турнир во мал фудбал и штандови за здрава храна. Иницијативата за организирање на отворен ден во училиштето беше дадена од страна на ученичката заедница, а во поддршката на настанот се вклучува и Советот на родители. Овој ден, освен за запознавање и дружење на учениците, наставниците, родителите и представниците од бизнис заедницата, училиштето го користи како донаторски настан во кој сите актери кои се вклучени во училишниот живот ќе донираат средства за реновирање на училиштето. Прилогот собран од страна на родителите и бизнис заедницата ќе биде дополнување на основниот проект за реновирање на училиштето, преку кој училиштето добива донација од страна на Американската агенција за меѓународен развој USAID.
Од училиштето упатуваат отворена покана до сите родители, соседи и пријатели на училиштето да го посетат настанот и да донираат средства за поддршка на реновирањето. Програмата започнува во 14 часот, а ќе трае до 18 часот. Во саботата на 9 мај во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје во организација на Друштвото на биолози на Република Македонија се одржа државниот надпревар по предметот биологија за учениците од основните училишта и покрај големата конкуренција, ученичката Анастасија Илова од Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци го освои првото место под менторство на наставникот Благој Чурчиновски. Додека се одбележува месецот на спортот, од Институтот за јавно здравје излегува со факти околу значењето на физичката активност за здравјето на децата. Според ЕСПАТ, истражувањето реализирано во главниот град на државата се добиени резултати кои покажуваат дека 6% од учениците на возраст од 16 години воопшто не спортуваат, 6,6% само неколку пати годишно, 12% спортуваат еднаш до 2 пати месечно, еднаш неделно спортуваат 34%, додека секојдневно 41%. Но за разлика од физичката активност, 78,6% ученици секојдневно користат интернет за забава, а 13,5% барем еднаш неделно. Кај децата физичката активност го зајакнува срцето и им помага на децата да ја задржат нормалната тежина и крвен притисок, што понатаму ќе влијае да се намали ризикот за срцев и мозочен удар кога ќе пораснат. Децата се природно активни и енергични, но ако не се поттикнуваат на физички активности, може да станат неактивни. Во последно време се повеќе поминуваат време во седење, во училиште, играње видеоигри, гледање телевизор, користење интернет. Видот и количината на физичка активност кај децата се менува со возраста. Физичката активност за децата е забавна, се чувствуваат среќни. Кај децата се развива самодовербата, а се подобрува и вниманието и учењето. Физичката активност од 60 минути дневно им помага на децата и младите да го подобрат здравјето, учењето, да зајакнат физички, да се забавуваат со пријателите, да бидат посреќни, да им се подобри самодовербата, да ја одржуваат нормалната телесна тежина, да научат нови вештини. По повод месецот на спортот и на физичката активност, утре во Кавадарци во организација на Сојузот на училишни спортови на град Кавадарци ќе се реализира велосипедска парада со која ќе се испрати порака да се користат велосипедите во секоја можна пригода, да се изостават автомобилите, да се даде поголемо внимание на физичката активност. Парадата ќе започне во 11 часот и 30 минути на градскиот плоштад, а на истата ќе се приклучат ученици од сите основни и средни училишта од Кавадарци. Исто така ќе се одржи изложба на велосипеди на која ќе се долови развојот на велосипедите, а за учесниците ќе има богата лотарија. Главната награда е велосипед, информираше денеска координаторот на оваа активност, професорот по физичка култура Блаже Велков. Фени го слави пласманот помеѓу 4 најдобри откако во саботата издвојува победа над Карпош Соколи. Кошаркарите на Фен Индустри не грешат 3 пати во низа и со триумфот над Карпош Соколи во најважниот надпревар во досегашниот тек од сезоната си обезбедија пласман помеѓу 4 најдобри. Иако заслужуваат многу поголемо внимание, особено во клучните надпревари, избраниците на Малинков пред полупразниот Јасмин и без поддршката од лозарите одлично го отворија надпреварот и со серија од 16-1 во која најголемо учество имаа Враговиќ, Машич и Вуд лесно стигнаа до убедлива предност која на крајот од воведниот квартал изнесуваше цели 17 поени, 27-10. Како и многу пати досега, високата позитива донесе мало опуштање во тимот на Фени, па со серија од 5-17 гостинските кошаркари се вратија во надпреварот, но благодарение на Вуд, Машич и Кемп Фени замина на полувреме со двоцифрена предност 43-33. Фени ја одржуваше двоцифрената позитива и во првите 8 минути од второто полувреме, пошто кошаркарите на
Карпош Соколи врзаа 7 поени во низа и на 10 секунди до крајот на предпоследната четвртина стигнаа на само 3 поени негатива. За драмата да биде поголема се погрижи Николич кој на 8,5 минути до крајот погоди за само 1 поен предност за Фени, но веднаш потоа на сцената стапи двоецот Враговиќ и Јововиќ кој заедно комбинираше 11 поени за ново двоцифрено водство на кошаркарите на Фени и најава за победата која ја потврди Вуд со тројката за плюс 18, кој до крајот се стопија на 13 или конечни Фени Индустри Карпош Соколи 78-65. Враговиќ со 18 поени и 10 асистенции и вкупен индекс 34 беше прв играч во победата на Фени, а одличен надпревар одигра и Кемп кој својот нов дабл учинок го комплетираше со 13 поени и исто толку скокови. Машич кој постигна 14 поени, Вуд уфрли 9, Амон со 8, а од голема важност се и 6 поени на Јововиќ во клучните моменти од надпреварот. Кај Карпош Соколи, Ворен и Кнежевиќ се со по 14 поени и беа најдобри стрелци. До крајот на суперлигашкиот дел преостануваат уште 2 кола. Во 9-тото коло Фени му гостува на веќе отпишаниот тим на Кожув, а во 10-тото на домашен терен против Куманово ќе се бори за подобра позиција за плей-оф разигрувањето, каде покрај Фени и Куманово се наоѓаат уште и МЗТ и Работнички. Во завршницата од ракометниот ден вчера во Кавадарци триумфираше Тиквеш Металург со убедлива победа над Бесимо Вардар со по 6 и 7 гола. Најуспешни стрелци беа Стефан Тодоров и Виктор Туриманџов. Завршницата на ракометниот ден вчера во Кавадарци го донесе и дуелот од редовното коло од машката пионерска лига на ракометната академија на Металург, во кој ракометарите на Тиквеш Металург го продолжија победничкиот поход и со 22-16 славеа убедлива победа над Бесимо Вардар, за која најголеми заслуги имаат Стефан Тодоров, кој 6 пати се запиша во листата на стрелци, и Виктор Туриманџов со 7 постигнати гола. Инаку вчера ракометниот ден го отворија ракометарите од генерацијата 2004-2005, а во него кавадаречките ракометни надежи триумфираа со резултат 18-14. Во вториот надпревар за девојки родени до 1999 година, ракометарките на Бесимо Вардар постигнаа 2 гола повеќе од домакинките за победа од 10-8. Вчера ракомет играа повеќе од 120 млади ракометари од ракометните академии во Кавадарци. Следува временска прогноза. Времето утре умерено облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен северен ветер, особено долж по Вардарието. УВ индексот ќе биде 6, а температура до 22 степени. Јас сум Милица Младенова, вие гледавте вести на КТВ. Довидување.